Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, добро утро, добар ден. Се надеваме дека во следниот час ќе успееме да го задржиме вашето внимание со нашиот музички избор. Оваа емисија е под покровителство на нашата Македонска православна црква Раѓање на Пресвета Богородица. Денеска ќе започнеме со излагањето на нашиот протоиерей Ставрофор Синиша Ристовски. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Христос воскресе. Драги браќи и сестри, драги слушатели на нашето црковно радио Македонски глас, добро утро и во добро да се најдеме. Нашата света црква утре, недела, ќе ја прослави третата недела по Пасха, недела во која што е посветена на жените мироносици. Третата недела по Пасха е тој ден кој што ние го празнуваме споменот на светите жени мироносици. Го славиме исто така и споменот на Јосиф од Ариматеја, кој беше еден од 70 потајни ученици Христови. На овие го придодаваме и Никодима, кој доаѓаше ноќе да го слуша Исуса. Овие жени, драги браќи и сестри, се првите вистински сведоци на светлото Христово воскресение. А додека пак Јосиф и Никодим биле сведоци на погребението. Сето ова е мощно, значајно и совршено, исто така ја резимира христијанската догма. Никодим беше веднаш избркан од синагогата, бидејќи не го делеше мислењето на јудеите. А Јосиф пак, откако го погреба телото на Господа, беше фрлен во еден ров од страна на јудеите, но со Божја сила беше изваден од него и отиде во своето место по име Ариматеја, и кога Христос воскреснал, му се јавил кога тој бил во окови и го уверил подобро во тајната на светлото воскресение. Иако претрпел многу од јудеите, не ја криел тајната на воскресението, ама смело исто така раскажуваше за се што се случило. Се вели исто така дека Никодим беше првиот кој писмено и подробно објасни се во врска со страдањето и воскресението, бидејќи како член на синагогата ги знаеше сите советувања и одлуки на јудеите. И од оваа причина, како што рековме, како вистински сведоци на погребението, тие го зазеле местото заедно со жените што го видоа Христовото воскресение. По првото уверување што го даде Тома, еве го и второто благовестие по 8 дена. Секако жените се тие, драги браќи и сестри, со прво го видоа воскресението и за него ги известија и светите ученици. Требаше навистина женскиот род кој прв подлегна на гревот и во наследство го прими проклетството прв да го види воскресението и да ја почувствува радоста, првиот кој ја слуша веста: во маки ќе раѓаш деца. Тие се наречени жени мироносици од следниве причини. Поради тоа што бил празникот Пасха, саботата што ја подготвуваше овој петок беше голем ден. Затоа Јосиф и Никодим брзаа да го погребат телото на Господа. Според еврејскиот обичај, тие го помажале телото со мириси, но не баш како што треба. Тие го прелеале со ало и смирна и откако го завиткале во плаштаницата го положиле во гробот. Заради тоа, имајќи топла љубов кон Христа, како и учениците купиле скапоцени мириси и отишле рано заедно на гробот поради стравот од јудеите, за да го оплачат и помажат и да го довршат она што не било завршено поради недостаток на време. Кога тие пристигнале,
имале различни виденија. Во гробот имало 2 светли ангела и трет кој седел на каменот. Потоа го виделе и Христа и му се поклониле. Магдалина пак, мислејќи дека тој е градинарот, и самата го запрашал. Имаше многу мироносици, драги браќи и сестри, но светите евангелисти ги спомнуваат најважните, а другите ги оставиле. Тие се следниве. Првата меѓу нив е Марија Магдалина, од која Христос истерал 7 демони. По вознесението Христово таа отишла во Рим, според она што го знаеме, и на нова смрт ги предаде Пилате и правосвештениците, известувајќи го императорот Тибери за настаните во врска со Спасителот Христос. На крајот таа се упокојува во Ефес и токму ја погребува свети Јован Богослов, и за време на владењето на царот Лав Мудри, незиното тело е пренесено во Константинопол, односно Константиновиот град, Цариград. Втората жена е Саломија, таа беше керка на Јосиф, кој подоцна станал свршеник на Марија. Самата пак таа била омажена за Заведеја, од која се родиле евангелистот Јован и Јаков. Јосиф имаше 4 сина: Јаков наречен Малиот, Јоси, Симеон и Јуда, и 3 ќерки: Естира, Тамара и Саломија Заведеева. Така кога во Евангелието се зборува за Марија, мајка на Јаков Малиот, и за Јоси или Јосиф, треба да се мисли дека станува збор за Богородица, бидејќи според законот таа се сметала за мајка и се смета за мајка на Јосифовите деца. Од ова произлегува дека евангелистот Јован бил сестричник Христов, како син на неговата сестра, полусестра, што би рекле ние, Саломија. Третата мироносица е Јована, жена Хузанова, кој беше надзорник и администратор во домот на царот Ирод. Четвртата и петата беа Марта и Марија, сестрите на Лазар. Шестата беше Марија Клеопова, сопругата на Клеопа. Седмата беше Сузана. Сите други, како што соопштува божествениот Лука, заедно со Мате и Марко, биле жени кои му служиле на Христа и на неговите ученици, помагајќи им со своји средства. Бидејќи тие го проповедале Христовото воскресение и придонеле да ни бидат предадени бројни догмати, не известија и не уверија во вистинитоста на Христовото воскресение. Црквата ни го пренесе обичајот, драги браќи и сестри, да го празнуваме нивниот спомен по оној на Тома, бидејќи тие беа првите што го видоа Христа воскреснатиот од мртвите, и на сите им ја пренесоа благовеста за спасението. Тие совршено живееја според Христа и како што прилега на жени кои се научени од Христа. Нека по молитвите на овие свети мироносици Бог ни дарува телесно здравје и духовно спасение. Драги браќи и сестри, повелете и утре на света божествена литургија, каде ќе ги прославиме светите жени мироносици и ќе се помолиме и на нив и на Мајката Божја, Бог да ни дарува телесно здравје и духовно спасение, сега секогаш и во сите векови. Амин. Христос воскресна, навистина воскресна, за многу години. Амин. Драги браќа и сестри, по повод денешниот празник Свети Атанасиј Летен, од името на свештенството и управниот одбор на славениците од селото Љубовно им ја честитаме селската слава. Нека за многу години и до година сите заедно да се собереме во нашата сала да го прославиме овој убав патрон на селото. Vrana
beyaz çifte çamçı grivo tursko robavo çifte çamçı grivo tursko robavo opa nina nina naj nina najna nina naj miloj mome nina najna opa nina nina naj nina najna nina naj miloj mome nina najna. Snagata ti, tvojta snaga ubava Daj da ja gledam da pejam, ovdje samo jedna živejam Daj da ja gledam da pejam, ovdje samo jedna živejam Opa nina nina naj, nina najna, nina naj miloj mome nina najna Opa nina nina naj, nina najna, nina naj miloj mome nina najna. Samo jedna se žive v ovoj život vašove Dur sum živ da se radovam i da umram da ne žalam Dur sum živ da se radovam i da umram da ne žalam Opa nina nina naj, nina najna, nina naj miloj mome nina najna Opa nina nina naj, nina najna, nina naj miloj mome nina najna Opa nina nina naj, nina najna, nina naj miloj mome nina najna Opa nina nina naj, nina najna, nina naj miloj mome nina najna. Sonce od tvojte rusi kosi Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат Што ми е мило е драго на струга дуќан да имам Што ми е мило е драgo na struga dućan da imam Of lele lele libele srcevo mi gođana mi zgore Of lele lele libele srcevo mi gođana mi zgore Na struga dućan da imam, na kepencite da sedam. Na struga dućan da imam, na kepencite da sedam. Of lele lele libele, srcevo mi gođana mi zgore. Of lele
srcevo mi gođana mi izgore. Na kepencite da sedam, struškite momi da ih gledam, struškite momi da ih gledam, koga mi odatna voda, of lele lele libele, srcevo mi gođana mi izgore, of lele lele libele, srcevo mi gođana mi izgore. Srcevo mi gođana mi izgore, of lele lele libele, srcevo mi gođana mi izgore. Sonalanite tropat, srcevo mi go kopat, sonalanite tropat, srcevo mi go kopat, of lele lele libele, srcevo mi gođana mi izgore, of lele lele libele, srcevo mi gođana izgore. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Ajda begame, grada Soluna, ajda begame, grada Soluna. Tam ki najde me, mori base, tam ki najde me, moma spasina, bona legala. Se mi povikala do 3 doktora, mi povikala do 3 doktora. Arriveni, mori base, arriveni, ne se le cuva, arriveni, ne se le cuva.
settori veli, od mera pleši, tori veli, od mera pleši. Treti veli, moj base, treti veli, stani momenta, zaigraš, da ti gledam, veseljaš, čim te čamči grivo, naše oro u glavo, čim te čamči grivo, naše oro u glavo. Opa, nina, nina, naj, nina, naj, naj, nina, naj, milo mome, nina, naj. Opa, nina, nina, naj, nina, naj, naj, nina, naj, milo mome, nina, naj. Mislimo me snagata ti, tvojte snaga ubava, da je dojedam, da pejam, ovdje samo jedina živejam, da je dojedam, da pejam, ovdje samo jedina živejam. Opa, nina, nina, naj, nina, naj, naj, nina, naj, milo mome, nina, naj. Opa, nina, nina, naj, nina, naj, naj, nina, naj, milo mome, nina, naj. Samo jedna se žive, ovaj život lažove, tu sam živ da se radvam i da umram da ne žalam. Tu sam živ da se radvam i da umram da ne žalam. Opa, nina, nina, naj, nina, naj, naj, nina, naj, milo mome, nina, naj. Opa, nina, nina, naj, nina, naj, naj, nina, naj, milo mome, nina, naj. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Rana na srce mi otvori, pa to mori dušake, velika divke, pa to mori dušake, profetana si. Dolgo vreme se ljubeve, loša duma ne rekove,
продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Prva ljubav, dego mili zlatni,
Kaži kukle moje, srećna ljubav što je. Koga ti si do mene, zlatno sunce moje. Kaži srce moje, zašto čukaš taka? Kaj nas dušo ljubovta, tropnala na vrata. Ljubi me, dušo izludi me. Za tebe, ova srce žive. Ljubi me, dušo izludi me. Co tebe, srce moke zape. Kaži srećo moja, jedna želba tvoja. Ljubov ta je žena, da ti vidam posledna. Ljubav moja mila, ti mi dava sila. I ti mene najmilo, milo dališ srce moj. Ljubi me, dušo izludi me. Za tebe, ova srce žive. Ljubi me, dušo izludi me. So tebe, srce moke zave. Aj, se. Grupa Allegro, specijalno za vas ova večer. A tukaj se i bolero, on je majstor Če. Ljubi me, dušo izludi me. Za tebe, ova srce žive. Ljubi me, dušo izludi me. So tebe, srce moke zape. Bolna je
šećernija, etnik nešto groze. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Драги браќа и сестри, по повод денешниот празник Свети Атанасиј Летен, од името на свештенството и управниот одбор на славениците од селото Љубовно им ја честитаме селската слава. Нека за многу години и до година сите заедно да се собереме во нашата сала да го прославиме овој убав патрон на селото.